до сега. Какви се плановите и активностите на армијата, што во наредниот период треба да се направи околу процесот на незина модернизација, околу она што значи наскоро полноправно членство на државата во Северноатлантската алијанса и активностите на армијата во тој процес, но се разбира и за тековните активности на генералштабот и на армијата и оно што значи вежбовни активности, меѓународните мировни мисии и учеството на армијата во нив. Вечерва наш домаќин е началникот на генералштабот на армијата, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски. Генерале, добро вечер. Благодарам што прифативте за овој разговор за македонската телевизија. Добро вечер, благодарам за можноста за ваше гостување и поздрав до гледачите на македонската радио телевизија. Еве, генерале, секако јас нема да речам дека долго се убедувавме во однос на подготовките за овој разговор, но морам да забележам дека ако чинам, бидејќи последното интервју што го правевме, тоа беше негде ноември 2018 година, оттогаш ве нема во медиумите на што се должи ова, дали е тоа ваша проценка или пак можеби избегнувате на некој начин она што значи инволвирање на армијата во овие тековни политички ситуации што очигледно ја преокупираат државата во целина, но секако и нас. Армијата има континуитет во активностите од делот кругот на своите надлежности законски и уставни, редовно функционално ги извршува своите работни задачи. Врската на генералштабот, а и на мене како началник на генералштабот, континуирано да раководи командува со армијата во сите сегменти на планирање, реализација на задачите. Армијата реализира голем обем на задачи во континуитет во текот на изминатиот период, во делот на трансформација, во делот на реформи во контекст на нашата интеграција во Северноатлантската алијанса, како и процеси на делот на модернизација. Реализира активности во делокругот на ангажмани надвор од нашата земја. Сметам дека и обврската и лично и началникот на генералштабот треба да биде секогаш со своите подчинети, со војниците и старешините секаде каде што ги извршуваат своите работни задачи во континуитет. Од една страна, од втора страна, армијата е субјект во општеството кој треба да си ги извршува строго дефинираните задачи и задолженија, а и началникот на генералштабот не е лице кое на дневна основа би требало да се појавува во контекст на образлагање, објаснување. Нашиот генералштаб е максимално транспарентен и во континуитет споделува информации со јавноста, со сите медиуми. Секогаш кабинетот на началникот на генералштабот е доставен и ние имаме обврска секако и во делот на транспарентност да бидеме јавни кон сите институции во нашето општество, да бидат информирани нашите граѓани всушност што и како ги извршува армијата своите задолженија. Но ценам дека и началникот на генералштабот не би било убаво да дава толкувања и објаснувања на било какви процеси, секако треба да биде достапен и е достапен за конкретни прашања од делокругот на интерес на нашата јавност, да даде соодветни објаснувања, образложени, аргументирани во делот на интересот на нашата јавност. Сметам дека ќе продолжиме со делот на отвореност кон граѓаните и во општеството, како и досега, и всушност така и ќе продолжи во иднина. Добро, во секој случај и затоа го правиме овој разговор да појасниме одредени активности што се случуваат во армијата. Еве во тој контекст во однос на вашите активности, изминатава недела, викендот ја завршивте вашата чинам посета во Норвешка со вашиот колега, началникот на вооружените сили на Норвешка. Претходно во државата престојуваше и председавачот на војниот комитет на НАТО. Може ли да ни објасните оваа процедура, на кој начин се планираат и се извршуваат ваквите активности? Благодарам. Минатата недела бев во официјална посета на Кралството Норвешка. За нашите граѓани, Кралството Норвешка е голем пријател и поддржувач на нашите вооружени сили од нашето осамостојување. Впрочем, има и серија на
конкретни проекти кои се реализирани во нашата земја, како што се регионалниот центар за односи со јавноста, како што се иницијативата за балкански медицински сили, како што е делот за транзиција на активниот персонал во цивилното општество Лепеза, како и серија на други активности кои се реализираат во континуитет. Јас би сакал да истакнам дека ние имавме заеднички билатерален ангажман во мисијата во Авганистан пред 11 години со Кралството Норвешка. Во контекст на посетата, Норвешка е голем поддржувач на нашите интегративни процеси во Алијансата и би сакал да истакнам дека со својот домакин адмиралот Хансен Брум имавме плодни разговори, каде што во блиска иднина ќе се интензивираат дополнително нашите билатерални односи. Би сакал во оваа прилика да најавам дека во месец мај кралската гарда од Кралството Норвешка ќе биде во нашата земја во неколкудневна посета и активност за отворен настан за сите граѓани на нашата земја, но и серија на други можности и активности кои ги планираме со Кралството Норвешка, како што сте можни идни ангажмани со делот на медицинскиот персонал во мисијата во Авганистан, како и делот на интегритет и транспарентност на институциите во нашата армија и општеството подготвени за целосна поддршка и помош. Но секако, делот за ангажманот и делот на другите активности од меѓународен план за генералштабот и началникот би сакал да истакнам за појаснување. Имаме 4 различни категории во делот на планирање на процесот на земји кои се наши соседи, земји кои се наши пријатели, земји кои се наши партнери и земји кои се наши сојузници. Значи, за сите тие анализи и проценки ги прави Генералштабот, секако во координација со Министерството и Врховниот командант и во контекст на годишна програма за билатерална соработка во земјата и странство се вршат соодветни усогласувања, координации, но би сакал за јавноста да биде подобро информирана дека конкретни посетите траат од 1 до 2 дена, се вршат официјални дочици со највисоки државни војни почести на соодветен начин, како и осогласување на планови и активности од заемен интерес. Интересот секако на армијата, интересот секако на државата. Така да би сакал да истакнам дека во изминатата година во нашата земја беше војниот комитет на НАТО во полн состав. Кон крајот на годината беше и шефот на војниот комитет на Европската унија, генералот Грацијано, и бројни други делегации за кои јавноста беше информирана со соопштенија. Но и на почетокот на оваа година за прв пат во нашата земја беше и војниот представник, практично шефот на војниот комитет на НАТО, маршалот Стюарт Пич, како и би сакал во оваа прилика да најавам дека во блиска иднина наредните 2 месеци во контекст на регионалната стабилност, мир и соработка на земјите на Балканот, без оглед, како и што претходно истакнав, статусот на нашите соседи, во нашата земја наредните 2 дена ќе престојува висока војна делегација од соседна Србија, предводена од началникот на Генералштабот генералот Мојсиловиќ, а во текот на наредната недела што следи потоа доаѓа началникот на Генералштабот на вооружените сили на Италија, генералот Енцо Вечероти, додека на почетокот на месец март во посета на нашата земја ќе биде командантот на косовските безбедносни сили, генералот Рахман Рама, генералот Машовиќ Сенат, началникот на Генералштабот на вооружените сили на Босна и Херцеговина, како и началникот на Генералштабот на Албанија, генералот Колчаку Барди, кон средината на месец март. Секако интензивни контакти во интерес на добро соседство, пријателство со сите соседи, наш императив, и во градење на доверба и респект во контекст на интересите на нашите земји и вооружени сили. Секако во таа насока, нели, покрај ова што значи регионална соработка со вооружените сили од земјите од регионот, интензивни активности и контакти со земјите членки на НАТО, ова го потенцирам, претпоставувам дека тие активности се заселени она што значи во очекување на последната ратификација во шпанскиот парламент пред нашето полноправно членство на НАТО. Се разбира дека во тој контекст дека се и засилени тие контакти и се презентираат активностите на армијата што нас не очекуваат како една земја членка на НАТО. Секако императив во комуникацијата, соработката и значителниот континуитет е
насочен кон земите членки во Алијансата, наши идни сојузници за кратко време, со кои имаме значителни интензивни комуникации во делот на адаптација на нашите вооружени сили согласно стандардите и критериумите во Алијансата. Како што истакнав пред малку, исто така во втората половина на оваа година очекуваме интензивни комуникации и со другите членки во Алијансата со кои споделуваме заеднички вредности, принципи, но и споделуваме заеднички одговорности и обврски. Ние како вооружени сили, но и од нашето општество. Од таа причина приоритет во ангажманот и континуитетот во планирањето и реализацијата на сите активности на меѓународен план се секако приоритетно нашите сојузници. Но, како што истакнав пред малку, имаме членки на европскиот континент кои не се членки ниту на НАТО, ниту на Европската Унија. Секако наши јасни, детерминирани државни интереси се полноправното членство во НАТО алијансата, за која сме на дофат и наскоро полноправна членка, меѓутоа и Европската Унија. Меѓутоа, ние секако имаме обврска и како земја потреба да имаме соодветни билатерални активности. Еве, например, ќе ја споменам Швајцарија, која не е членка ниту на НАТО, ниту на Европската Унија, со која имаме одлична билатерална соработка, со која и ќе продолжиме во иднина. Но во контекст на нашите интереси, на нашата земја, нашите вооружени сили. Се разбира, ова го потенцирам во однос на скорешното членство, се поставува веќе известно како техничко прашање за да се заврши таа ратификација, потоа и во нашиот парламент се разбира дека во континуитет се подготовките. Јас не велам дека дополнително сега ќе почнеме да ги работиме работите што не очекуваат. Сигурно дека тоа и претходно мора да се направи. Во тој контекст, еве да напоменам, чинам во мај лани, а и секако сега во јануари учествувавте на состанокот на војниот комитет на НАТО и тоа, ако не се лажам, коригирајте ме, прв пат како началник на генералштаб на армијата со право на учество, се разбира без право на одлучување во комитетот, тоа следува со кога Македонија ќе стане земја членка на НАТО. Какви се одма што значи што вие ги добивате како сигнали од земјите членки, што конкретно нас не очекува? Јас верувам и мислам дека во нашто комуникациите се права дека е зголемен степенот на, условно кажано, безбедност информации што се добиваат и така натаму, но во секој случај дали се предочува што најпрво приоритетно Македонија треба да го направи состапувањето и добивањето столче во Брисел? Полноправното членство во Алијансата е голема придобивка и бенефит за нашата земја, но е секако, како што истакнав пред малку, и обврски и одговорности кои ние како земја членка 30-та наскоро ќе имаме обврска и имаме да ги соодветно, на соодветен начин споделиме и нашите одговорности во контекст на Алијансата. Како што рековте вие пред малку, јас веќе учествувам во полн состав на војниот комитет кој се одржа пред неколку недели во Брисел. Тоа е всушност војниот комитет, стручно воено советодавно тело на Советот на амбасадори, значи Северноатланскиот совет, кој е представен од сите амбасадори, практично членки на Алијансата 29, а од втора страна и стручно тело кое дава директиви и насоки на стратегиската команда за операции и за трансформации, значи во Шејп во МОНС и во Норфолк во Соединетите американски држави. Сепак тоа тело, представено воениот комитет од началници на генерал-штабови, се состанува два пати во годината во Брисел и еднаш на територија на земја членка од Алијансата. Оваа година, за информација ваша, ќе се реализира во Италија, во Рим, во месец септември. Поприлично теми, за прв пат имаме такви можности да учествуваме на сите прашања од интерес на сите земји членки и Алијансата, како што истакнав пред малку, поголемиот дел се од доверлив карактер и затоа не би зборувал толку отворено пред јавноста, но секако врз база на анализите, проценките и нашите државни позиции од нашето државно раководство, стручната експертиза од делокругот на темите кои се првенствено од делот на безбедноста,
одбраната, ангажманот на вооружените сили на Алијансата се елаборираат, дискутираат, се споделуваат информации, се подготвуваат материјали за подоцна на Северноатлантскиот совет, како што истакнав, на рамниште на министри за одбрана и министри за надворешни работи, каде што се донесуваат конкретни одлуки. Како што знаете, НАТО е војно-политички сојуз, каде што одлуките се носат на соодветен начин, низ процедура, демократски вредности, принципи, каде што вооружените сили на соодветен стручен дел доставуваат своји видувања, прегледи, анализи, проценки, но и материјали соодветни за соодветните репрезенти на земјите членки да носат соодветни одлуки. Од таа причина би сакал да истакнам дека нивоите на и функционалноста се воспоставени веќе. Имаме, како што истакнав, континуитет во прилагодувањето на нашите адаптации спрема стандардите. Имаме капацитет во персоналниот менеджмент. Луѓето се фокусирани, сите знаења и искуства што ги имаме и акумулирано изминативе 30 години, ги на соодветен начин вклучуваме во функција да навистина соодветно бидеме представени како достоинствен член, сојузник на сите земји и во структурите на Алијанса. На дополнување на ова што го говориме околу состаноците на војниот комитет, за појаснување, чинам дека како земја поканета за членство и членките на Северноатлантската алијанса нема пречка во однос на размената на информациите на состаноците. Значи ние не сме ускратени на некој начин за некои условно кажано информации кога веќе учествуваме на состанокот на тој воен комитет. Овој последен состанок ние практично бевме 29 плюс 1, значи поканета членка за полноправно членство во Алијансата и верувам дека на следниот состанок на војниот комитет кој е планиран во месец мај ќе бидеме 30-та членка на Алијансата, каде што не само да бидеме присутни со можност на вклучување, туку впрочем директна процедура на одлучување и низ процедури ќе бидеме целосно вклучени во контекстот и на носење на одлуки, а одлуките, како што знаете, се носат со полн консензус на сите земји членки. Чинам дека 30-та членка на следниот воен комитет ќе бидеме каде што и ние ќе имаме соодветен начин на одлучување. Така, во секој случај очекувањата се дека и ратификацијата од Шпанија ќе оди во тој процес, иако нас не очекуваат изборите, но во секој случај се најавува дека таа ратификација ќе биде во собранието пред време донесена и сом Шпанија ќе го ратификува протоколот, ќе биде депонирана во Вашингтон. Но во секој случај, нели веќе кога говориме во овој контекст на учество на состаноците и подготовките за членство, неизбежно е и да се наметнува прашањето во однос на она што значи партиципација на персонал од армијата во највисоките команди на НАТО и вклучувањето во нивните активности. Како оди тој процес? Јас можам да истакнам дека имаме јасна динамика на пополнување во контекст на националните задолженија. Ние веќе ја имаме структурирано нашата војна мисија во Брисел, која функционира и делумно се врши прогресивно пополнување во стратегиската команда во МОНС. Динамиката во контекст на пополнување на НАТО командната структура можам да еве за прв пат да објавам дека во контекст на наредните 3 години очекувањата се одредена бројка прогресивно да ни биде застапена на сите нивои тактички, оперативни и стратегиски. Да бидам попрецизен во текот на оваа година, например, во командната структура на одредени позиции кои би работеле исклучиво за Алијансата. 8 наши офицери и подофицери ќе треба да завземат одредени места, дали тоа ќе биде во оперативната команда во Брунсум или во Неапол, или тактичката команда на копнените сили во Измир, во Турција. Секако правиме усогласувања со одредени авторитети во Алијансата и верувам дека до крајот на оваа година ќе испратиме дополнителни 8 лица во командните структури на НАТО, додека од делокругот на единици. Јас еве во оваа прилика би сакал да истакнам дека нашите очекувања и фокусот е во контекст на лесна баталјонска борбена група, како една структура во бројност околу 1000 наши припадници, структурирани на различни нивои на командување,
би биле нешто што нашата земја, нашите вооружени сили треба наредните неколку години комплетно да ги оспособат, да ги селектираат, да ги опремат и согласно стандардите да бидат составен дел во контекст на колективната одбрана и безбедност на Алијансата. Во делот на други иницијативи кои што се во континуитет, значи во мирновремени околности и услови за одбрана на и во делот на колективната безбедност, секако ќе партиципираме со одреден број на помали состави, штабни офицери во различни контексти во Алијансата, зашто нашите сојузници имаат соодветно разбирање и на соодветен начин ги вршиме осогласувањата и прилагодувањата и во текот на наредниот период очекуваме таква попълна. Но секако во земјата имаме и други обврски, и други одговорности за кои сите овие координации и синхронизации на наши ангажмани требаме на соодветен начин да ги усогласиме. Секако, како што истакнав пред малку, нашите вооружени сили имаат дел круг на наши задолженија во делот на одбраната и безбедноста, радува фактот дека согласно членот на сојузништво и пријателство во Алијансата, членот 5, ние влегуваме во контекст на колективна одбрана на сите земји членки во Алијансата. Секако нашите вооружени сили имаат и ангажмани и во нашата земја. Значи во поддршка на институциите на општеството и владините и локалните заедници во делокруг на справување со било какви видови на катастрофи и несреќи, земјотреси, пожари, поплави, секако и во контекст на други безбедносни предуслови и закани доколку ги има. Ние знаете дека од 2015 година се ангажираме во поддршка на силите на Министерството за внатрешни работи во контекст на мигрантската криза. Секако имаме ангажмани наши започнати кои ќе продолжат и понатаму во делокругот на промоција на нашите интереси државни во мисиите во меѓународен контекст раководени од Обединетите нации, ОПСЕ, Европската унија и НАТО. Така да сето тоа е синхронизирано од Генералштабот согласно насоките кои ги добиваме и препораките од Министерството и Врховниот. Само на појаснување, генерал Вона, вие што го сега спомнувате ангажман, колективната безбедност. Значи ли тоа дека армијата како вооружена сила подготвува она што вие го велите одреден број на припадници? Тоа значи дека тие се подготвуваат вежбени активности во државата или пак има посебен, да речеме, центар каде што за такво нешто се подготвува, не дај Боже, ако некое кризно зариште и треба да се интервенира? Согласно утврдената и пропишана организацијско-форматска структура од Врховниот командант минатата година, ние веќе започнавме процес на трансформација на нашите вооружени сили во мала, мобилна, ефикасна и ефективна сила, согласно стандардите во Алијансата. Како што истакнавте и вие, вториот пешадиски батальон кој е лоциран во Штип е избрана и структурирана целина за декларирани војни и мировни мисии раководени од НАТО Алијансата во меѓународен контекст. Како што истакнав пред малку, веќе имаме реализација на обуки значително со поголем интензитет и динамика согласно стандардите. Процесот на опремување во таа единица е приоритетен во армијата и очекувањата се во наредните неколку години циклусот кога ќе го завршиме да биде деклариран состав за можен евентуален ангажман во контекст на колективната безбедност, меѓутоа и во контекст на ангажманот таму каде што ќе одлучи секако државното раководство на нашата земја. И вона, кога спомнуваме за персоналот, зависи тоа во однос на бројноста на армијата на земјата членка или она што партиципира во Северноатлантската алијанса во однос на персоналот ангажирањето, го спомнувате 8 офицери. Дали е тоа пропорционална застапеност или секоја земја дава свој кадар онолку колку што располага во армијата? Каков е соодносот, тоа говорам? Тоа се мерки кои се координираат земјата членка со соодветните тела на војниот комитет и на војниот штаб и политичкиот естаблишмент во алијансата на одредени нивои, согласно проценките. Активниот состав на нашата армија во иднина ќе брои 6850.
ние секако како партнерска земја доскоро имавме конкретни партнерски цели кои ги реализиравме и спроведувавме. Знаете дека ние поминавме 18 акциони планови за членство и нашите вооружени сили се соодветно, значи во тие процеси контекст на подготовка инволвирани. Проценките на нашите модернизацијски планови, низ стратегискиот одбранен преглед и планот долгорочен за развој на вооружените сили е точно детерминиран кој контекст на опрема и средства ќе ги обезбеди нашата армија и министерството во текот на наредните 10 години. Согласно сите тие усогласувања, секако во контекст на планирање во рамки на Алијансата е дојдено до усогласеност дека типот на единица, каде што нашата армија ќе партиципира со одреден процент, значи на сили и средства, би бил лесна баталионска борбена група со конкретно предвидени стандарди што подразбира бројност, тип на средства, вооружување, опрема и евентуален можен ангажман на таа структура во контекст на колективната безбедност. А во контекст на командната структура во самата Алијанса ние имаме, значи, и структура за која кажав пред малку, меѓутоа во командниот дел, таму каде што се на стратегиско, оперативно и тактичко распоредени, оваа година 8, значи имаме пропорција процентуална во текот на наредните неколку години за соодветната бројка што е веќе усогласена да се пополни. Така да очекувањата се оваа година со 8, наредната година еве истакнам 6 наши припадници и тој циклус во текот на наредните неколку години 3 до 4 требаме целосно да го опфатиме на различни локалитети каде што се распоредени командите на НАТО и да бидеме со одветно представени со наши војни лица, подофицери и офицери. Контактите се несомнени во речиси секојдневни во однос на она што значи активности. Може ли да се говори за на некој начин, ајде да речам сугерирање, не е дека можеби препорака некој збор од НАТО Алијансата во однос на што армијата во нашава држава би имала од опрема вооружување. Дали може да се говори, НАТО вели не ова не можете да го имате во армијата или ова можете да го имате повеќе во помалку. Постојат ли такви, да речеме, некакви сугестии од НАТО? Јас можам да истакнам дека во 70-та искуствена традиција во функционалноста на Алијансата се до детал утврдени јасните стандарди, критериуми што земја членка може и треба и како да биде подготвена со цел да биде интероперабилна и подготвена како и сите останати земји членки 29. Секако ние како 30-та членка и во контекст на тоа е наша суверена одлука, државна, која опрема и од каде, на каков начин би била обезбедена. Стандардите се јасни да биде интероперабилна, да биде функционална со сите останати. Јас можам да истакнам дека радува фактот дека ние веќе имаме можност како држава да имаме процес на аквизиција, на набавки директно влада со влада. И секако нашето државно раководство, владата и председателот на соодветен начин вршат синхронизација и координација во блиска иднина, како и на кој начин соодветната опрема која ни е веќе утврдена, предвидена, ќе се обезбеди да со цел ги постигнеме нашите оперативни способности во блиска иднина. Така да сметам и очекувам дека фактот буџетот кој е јасно утврден и детерминиран до 2023 да достигне 2%, радува и влева голем оптимизам кај сите припадници на вооружените сили дека ќе бидеме достоинствен партнер, доскорешен, меѓутоа иден сојузник во Алијансата, каде што секако и придобивките повратни како идна членка на Алијансата ќе бидат за сите граѓани во делот на инвестиции, во делот на економски развој, во делот на подобрување на статусот, стандардот на сите наши граѓани во земјата. Радува фактот дека на достоинствен начин и нашите вооружени сили ќе бидат представени во Алијансата. Се разбира, во тој процес на пристапување кон Алијансата, неминовно, за да се одржува кондицијата, да се така каже, во армијата се вежбовните активности. Изминатата година
редица бројни активности и на домашен и на меѓународен план, неколку вежби од меѓународен, големи меѓународни вежби од меѓународен карактер, се разбира тука и кај нас на полигонот Криволак. Соработката неминовно е дека со сите земји од регионот и земјите членки на НАТО и што ние што не се, но факт е дека ние со Соединените американски држави го имаме договорот за партнерство и таа соработка е можеби на степен подигната, особено го потенцирам фактот што е извонредна соработката и со Националната гарда од Вермонт. Кои се натамошни планови активности од ваков тип на некои меѓународни вежби што очекуваат армијата годинава? Како што истакнавте вие, во текот на изминатата година реализиравме бројни вежбовни активности, како во земјата, така и во странство. Во земјата една од најголемите вежби која беше организирана беше одлучен удар со ангажман некаде приближно до 3000 припадници. Ние очекуваме во текот на 2021 година уште поголема вежбовна активност во контекст на ангажманот на полигонот Криволак со ангажман некаде околу 5000 припадници. Во контекст на ангажманите и вежбите надвор, некаде околу 25 вежбовни активности нашите припадници на вооружените сили учествуваја надвор од територијата на нашата земја, но вежбовните активности ќе се интензивираат и во иднина, како што истагнавте. Еден од нашите стратешки сојузници, Соединените американски држави и Вермонт, Националната гарда, имаме интензивна комуникација, интензивни билатерални програми кои се спроведуваат континуирано. Верувам дека имаме и големо искуство е акумулирано во соработката со Националната гарда до сега. Радува фактот дека како можност се нудат и други опции за дополнително зацврснување на формите на соработка со Националната гарда на Вермонт во блиска иднина, но секако спектарот на соработка дополнително е проширен во контекст на нашето идно сојузништво со и останатите членки на Алијансата. Радува фактот дека бројни земји членки на Алијансата дополнително кога и се наближуваме кон полноправното членство, дополнително ни нудат други форми на соработка во контекст на вежбовни активности, во контекст на школување на кадри, во контекст на размена на искуства, во контекст на адаптација на нашите вооружени сили и секако Генералштабот врши проценки и анализи да на соодветен начин ги акумулира тие соработки на сите нивои и на вистина нивото на интензитет соодветно го менаџира, затоа што, како што истакнав пред малку, имаме комплексни задачи и активности кои ги реализираме во континуитет, но секако грижата за луѓето, моралот, задоволството, мерките на безбедност кои се преземаат на сите рамништа се врвен приоритет на Генералштабот и секако ќе остане и во иднина. Во изминатиот период армијата на неколку пати беше ангажирана и во ситуации во држава, во елементарни непогоди, и слично за помош на граѓаните во зимскиот период исто така. Но не говорам од кај вас, вие извршувате задачата тука е неспорно, но од одредени институции, поединци, многу пати беше потенцирано дека можеби армијата се ангажира во ситуации каде што претходно треба добро да се искоординира, особено имајќи ја во предвид основната улога на армијата, чувањето на територијалниот суверенитет. Држат ли таквите размислувања дека армијата можеби не треба толку многу да се ангажира во одредени ситуации каде што особено што треба другите институции да ја покажат својата активност? Чинам во еден период минатата година дури имаше одредена иницијатива од невладини организации за загадувањето на воздухот да бидат ангажирани полицијата и армијата. Видете, како што кажавте и вие, АРМА има јасни, конкретни, со закони и устав детерминирани мисии, задачи и задолженија.
Во нашата структура има јасно утврдени систем на функционирање, едно старешинство, субординација, хиерархија, ред и поредок. Но секако, како што истакнав, нивоите на одлучување се јасни, утврдени, врховен командант, кој секако има директни, конкретни надлежности во контекст на употребата и ангажманот на армијата. Ние имаме такви воспоставени принципи, соодветни демократски, каде што министерството, министерот има јасни, конкретни задолженија и надлежности во делот на ангажманот, но секако и владата. Ние, можам да кажам, како армија, како вооружени сили, потекнуваме од народот, сме за народот и ќе бидеме секогаш со народот. Секако, во контекст на нашите капацитети, човечки, технички, материјални, секогаш кога граѓаните ќе ја имаат потребата, армијата секогаш ќе биде со својот народ. Ја користам оваа прилика да одадам голема благодарност до сите наши граѓани на нашата земја, кои ни даваат голема поддршка. За нас е тоа дополнителна обврска да продолжиме да ги спроведуваме активностите и задачите. Граѓаните го препознаваат субјектот армија и ја користам оваа прилика за сите гледачи да кажам дека горд сум на фактот дека нашата армија има највисок степен на поддршка на јавното мислење во општеството. За мене како начелник на Генералштабот е дополнителна обврска да продолжам да раководам и командувам со армијата така како што правилата, прописите, очекувањата од нас побаруваат и сметам дека до сега како што ги спроведувавме сите планирани, редовни, функционални задачи, така ќе продолжиме и во иднина. Еве, во истекот на овој разговор начинавме одредени теми, позиции во однос на трансформацијата, подготовките на армијата за идното членство во НАТО. Сега во тој контекст на исполнувањето на стандардите, трансформацијата на армијата согласно новата формација донесена врз основа на стратегискиот одбранен преглед и актот за формација потпишан од претседателот, како одат тие активности, дали е све она што значи испланираното се спроведува во пракса? Како што кажавте и вие, актот за организацијски и програмски промени во нашата армија е потпишан од претседателот минатото лето. Ние со динамика на имплементација на новата организацијска информацијска структура веќе започнавме и истото се реализира согласно планираното темпо. Секако, грижата ни е на соодветен начин да направиме транзиција во контекст на подмладување на персоналот, вистински луѓе да дојдат на вистинските места, квалитетот и компетентноста да биде на прво место, на сите нивои, јасно детерминирани очекувања во делот на кадровскиот менеджмент, меѓутоа и во делот на опремувањето. Тоа се паралелни процеси кои за имплементација се очекува да се затворат до 2028 година. Така да темпото на реализација се спроведува согласно динамиката и трансформацијата. Во контекст на периодот кој предстои во предизборието малку ке забави од причина што надлежностите за соодветна имплементација секако да не го нарушиме процесот на спроведување на соодветен начин на предвидените парламентарни избори во нашата земја. Меѓутоа, секако армијата ќе си ги спроведува своите задолженија, активности, обуки, вежби во земјата, во странство, активности, континуирано и планирано. Секако, како што истакнавте и вие, процесот на модернизација на вооружените сили е веќе започнат. Радува фактот што веќе има одлука за набавка на транспортери во нашата армија. Очекувањата се во текот на 2021 година испораката на дел на тие транспортери да пристигнат секако, како што изборува во делот на опремување на декларираните состави како приоритет. Спомнувате опремување, модернизација. Можам да приметам нова униформа носите, дали е во рамките на тој процес на модернизирање на армијата, опремувањето на припадниците на армијата?
Добро, јас можам да надополнам, како што кажавте и вие. Униформата што ја носам во моментот е униформата која беше пред повеќе години најавувана, меѓутоа, веќе ја ставаме во функција и би сакали за граѓаните да нема изненадувања, сепак се нашите горди идни војници и старешини, НАТО членка, со нова униформа за старешинскиот состав, меѓутоа секако и за војничкиот и целокупниот состав и онаа војно-теренска која може да се забележи на војните вежбалишта и полигони, меѓутоа тоа е таа униформа соодветно пропишана од врховниот командант, која за брзо време целосно ќе биде имплементирана за целокупниот состав на војниот персонал во армијата и министерството. Она што го говорите вие во однос на подмладувањето на припадниците во составот на припадниците на армијата, секако одредени активности во однос на законските акти кои се носат во одбраната за подобрување на стандардот. Колку да речеме вие како прв човек на Генералштабот сте задоволени од она што условно кажано политичарите го носат како законски проекти за спроведување во армијата и на лице место да значи подобрување на стандардот на припадникот во однос на опрема, модернизација на техниката. Што точно имаме ние во армијата дека тоа се спроведува и она што е донесено во пракса се имплементира. Видете, јас можам да кажам дека и низ разговори со најголем број на началници на генералштабови кога имаме можности да се среќаваме, секоја земја стогаш со своите можности врши проценки, анализи, приоритети и обезбедува соодветни средства и можности за своите вооружени сили. Факт е дека нема никаде во светот каде што војната компонента не побарува нешто повеќе, а можностите, тие одлуките каде што се носат министерствата или владите, обезбедуваат онолку колку што можностите и проценките и приоритетите дозволуваат. Така да јас очекувам дека во периодот за кој споменав пред малку, наредните неколку години, во вистинска смисла на зборот да се случи модернизацијата и да ние како раководство во Генералштабот и нашето државно раководство бидат горди на своите припадници во контекст на статусот, стандардот, на опременоста, меѓутоа и условите во кои живеат и работат нашите припадници. Секако во контекст на подмладувањето што споменавте вие пред малку, мој императив и визија е да создадеме млади, квалитетни, идни лидери на вооружените сили, компетентни, кои ќе ги превземат обврските и задолженијата подоцна, да ја раководат и командуваат армијата во иднина, гордо и достоинствено. Секако за тоа е потребна едукација, вложување, искуство, ангажман и да на тој транзицијски простор ние кои сме сега во моментот на одредени раководни командни должности и позиции врз база на нашето искуство и помината кариера, работна, животна, да на соодветен начин ги идентификуваме вистинските идни лидери на соодветни командни и штабни позиции и достоинствено да може да ги раководат и менеджираат процесите за кои изборував пред малку, кои на вистина ќе бидат големи и комплексни. И зашто побарува на вистина знаење, квалитет, умешност, визија и посветеност. Што во однос на меѓународните мировни операции? Учествуваме со онај број и натаму каде што сме или ќе дојде до одредено зголемување и учеството во други можеби мировни операции? Уврските кои ги имаме превземено како држава, ќе продолжиме да ги спроведуваме во контекст на мировната мисија во Авганистан, одлучна поддршка, ќе продолжиме со истиот ангажман во делокругот на ангажманот на Европската унија раководена мисија во Босна и Херцеговина исто така и во Либан во контекст на Обединетите нации. Би истакнал една новост за која вршиме интензивни сериозни подготовки со гледувања во делот на за прв пат ангажман на Афричкиот континент во контекст на раководена мисија од Обединетите нации Европската унија во Централно Афричката република со неколку штабни офицери. Во делот на планирани средства и анализи ги спроведуваме, меѓутоа истакнав пред малку, очекувањата се дека со овие досегашни ангажмани ќе продолжиме и правиме анализи и проценки согласно државните интереси, меѓутоа и ризикот на можните потенцијални
идни ангажмани наши да биде на најниско можно ниво, секако како што истакнав, грижата за луѓето ни е висок императив во Генералштабот и во Министерството. Секако Генералштабот предлага до Министерството, меѓутоа државното раководство ќе носи анализи и проценки согласно нашите интереси. И така ќе продолжи во иднина. Се разбира, мировната мисија подразбира и одреден език, иако за мене говорам, сите тие мировни операции се значени, било која земја да станува збор, но секако Авганистан е сепак земја каде што се случуваат одредени терористички напади. Каква е ситуацијата, состојбата со нашите војници во Авганистан? Дали се добри, дали е све во ред? Да, можам да истакнам дека се превземаат континуирано сите неопходни мерки за заштита и грижа на нашиот персонал кој се ангажира во мисијата во Авганистан. Нашите припадници се добро. Во контекст на мерките кои се превземаат, ги спроведуваат своите секојдневни задачи и задолженија. Во континуитет спроведуваме координација со оперативната команда и со ангажманот на нашата мисија во Брисел. Значи во текст сме со сите проценки и анализи и можам да истакнам дека една и од точките на дискусија на војниот комитет кога бев во јануари во Брисел беше и идниот ангажман во контекст на мировната мисија во Авганистан. Секако, сите наши идни ангажмани ќе ги правиме во многу блиска тесна координација со нашите сојузници во иднина и на државното раководство ќе бидат препорачувани соодветни одлуки и согласно тие одлуки од државното раководство Генералштабот ќе презема конкретни мерки. Бара ли Брисел можеби од нас зголемување на бројот на војниците во Авганистан? Видете, секогаш во контекст на споделување на обврските и одговорностите, понуди добиваме и ќе добиваме дополнително многу повеќе. Меѓутоа, секако ние како 30-та членка, одлуката е наша, суверена практично на нашата земја. Меѓутоа, ние согласно нашите интереси и потреби и проценки во контекст на ризикот и опремата, соодветно ќе препорачуваме, ќе предлагаме на нашите авторитети, државното раководство и согласно тие насоки ќе преземаме конкретни мерки. Инаку, можам да истакнам дека и во други зони во контекст на ангажмани има понуди и побарувања, меѓутоа проценките одлуките наши за сега во моментот се такви како што истакнав каде ќе продолжиме во иднина. Еве, би сакал да го заокружам овој сет на прашања во однос на активностите во мировните операции, но секако и дома на припадниците на армијата. Тоа е веќе неколку години ангажманот на припадници на армијата на дел од јужната граница како асистенција на припадниците на полицијата во однос на справување со мигрантите. Чинам крајот на негде декември беше повторно продолжена кризната ситуација на овој дел од нашата јужна граница. Каква е состојбата на терен? Има ли зголемен број на обиди за илегално минување на мигранти на нашата граница? Можам да истакнам дека ние веќе 4,5 години сме во поддршка на Министерството за внатрешни работи. Имаме јасна собраниска одлука до ова лето и ангажманот на нашата армија ќе продолжи во справување и поддршка со мигранти на северната и јужната граница. Можам да истакнам дека состојбата е мирна, стабилна, меѓутоа имаме на дневна основа обиди на најразлични начини за поединечни навлегувања во наша територија, зашто нашите припадници се добро оспособени и имаат одлична соработка со сите инволвирани меѓународни органи, значи и меѓународната полиција на границата, како и нашите сили од Министерството за внатрешни работи. Ангажманот ќе продолжи се додека неопходноста побарува за наша поддршка и во асистенција. Каква е соработката со грчките надлежни власти? Одредени информации, иако се тоа неофицијални, можеби се говори за изградба на одредени кампови во северниот дел на Грција за бегалци близу до нашата граница. Дали тоа значи можеби дека ќе предизвика зголемување на бројот на тие мигранти и колку сме ние подготвени да одговориме на евентуален таков предизвик? Јас би истакнал дека и во регионален контекст е ова едно од нештата
за кои ние минатата есен разговаравме на рамниште на началници на генерал-штабови со грчкиот началник на генерал-штабот, кои имаат значителна компонента во ангажманот со справување со мигранти во Грција, така да делот на соработка, на сојузништво идно и добрососедство е многу битна и функционална, доколку состојбата драстично се влоши или потребите наметнат да имаме размена на соодветни информации во контекст на справување со мигрантите. Една од точките наредните ден и пол на српскиот началник на генералштабот ќе биде прочим и тоа за комуникацијата во случај на зголемен наплив на мигранти низ нашата територија, секако добрососедството и координацијата на највисоко армиско и државно рамниште е многу битна, суштинска во справување со било каков вид на таков феномен на потреба и закани во контекст на соработката. Еве, генерале, го привршуваме ова интервју, секако не можеме да не прашам она што значи вашиот ангажман, службените обврски поврзани со приватниот живот. Вие во изминатиот период многу активности и во Брисел, потоа командување со единици овдека во армијата, началник на генералштабот сте од август 2018 година. Колку вие успевате да ги обврските, што се во секој случај се повеќе и повеќе се надоаѓаат во однос на она што значи спојување со приватноста, со семејството, дали имате доволно време да ги избалансирате тие две работи? Јас, еве, и за нашите гледачи можам да кажам дека пристапи во вооружените сили со своји 14 години. Значи, во оваа професија, во вооружените сили, сум 35 години. Од средното училиште, војната академија и континуирана наобразба во одредени наши сојузнички земји, Соединетите американски држави, Италија, ангажманот во мисијата во Либан, како што кажавте и вие, на бројни командни штабни должности, и чувствувам морална обврска и патриотски долг кон оваа земја, да си од свој капацитет, знаење и искуство низ кариерата што го имам акумулирано, да придонесам во овој историски момент за нашата земја, целокупното свое знаење го пренесам и соодветно да го имплементирам на сите рамништа во командувањето и да создадеме млади идни лидери со кои ќе се гордее и оваа земја и јас како иден пензионер. Затоа не се штедам себе си како началник на генералштабот. Секако потребата да се биде со семејството е исто така многу битна, меѓутоа сметам дека приоритетно сум фокусиран, целосно посветен, како што истакнав, на врвот на мојата кариера, целокупниот свој потенцијал да го пренесам на идните генерации и да се гордееме во иднината. Како и сите граѓани, секако и моето семејство, за кое верувам дека ќе имам исто така можности да се посветам на соодветен и достоинствен начин еден ден кога ќе ја завршам војната кариера. Тогаш се разбира, нема потреба да го прашувам прашањето дали можеби во некој период од животот додека сте били ангажирани во армијата сте пожалиле што сте станале воено лице, бидејќи говорите дека од 14-та година сте поврзани со Видете, за млад човек од 14 години многу малку може да знае и да размисли и да процени и да сонува што всушност, но можам да истакнам дека на секој припадник кој влегол во војната професија е сон од детството да постане еден ден генерал. Па јас постанав и еве се оствари желбата и очекувањата и сонот да бидам и началник на генералштабот. Меѓутоа да се стигне до тоа рамниште, навистина, како што истакнав и пред малку, треба упорност, треба континуитет, треба истрајност и тоа се и пораки за идните наши млади кадри кои со задоволство ги очекуваме во нашите вооружени сили, да пристапат во вооружените сили, а и нивниот сон да биде остварлив и реалност во нашата земја. Затоа сметам дека доколку човек има јасна визија и цел и биде упорен, не се откажува и биде истраен, нема цел која не може да се оствари. Така.
Генерале, ви благодарам за ова интервју. Ви посакувам секое добро во иднина, се разбира и што помалку непожелни ситуации и активности за припадниците на армијата, туку напротив да се гради и унапредува она што го имаме како кадар и се разбира наскоро како една земја членка на НАТО. Благодарам на вас и поздрав до гледачите на Македонската радио телевизија. Ова беше разговорот со началникот на Генералштабот на армијата, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Македонската телевизија.